Пред 65 дена тргнавме по нашиот пат и по него продолжуваме. Нашиот пат е пат на почит, на заедништво, пат на мултиетничко општество, пат на толеранција, пат на љубов кон Република Македонија, пат на почит кон нејзиното знаме, химна, пат на почит кон името кој некои не сакаат да ни го спомнат, а ние со гордост го кажуваме и го браниме. Вие сте носители на суверенитетот на оваа земја, не дипломати, не бюрократи од Европа, не разноразни амбасадори. И во нашиот ген не е да мразиме, не е да сме насилни. Ние со нашето присуство, достоинство, чест и љубов кон Република Македонија ќе продолжиме секој нареден ден да го правиме она што најдобро го правевме 60 дена. Мораме да продолжиме по нашиот пат мирно и достоинствено да ја чуваме Република Македонија. Не смееме да потпаѓаме на провокации. Може да ги има, не смееме да потпаѓаме на нив. Ние не сме такви. Нашето срце, кој секој ден го слушаме, чука за оваа земја, чука за сите нас тука во Скопје, за сите браќа и сестри низ целата држава. И тоа срце кое е полно со љубов за Македонија, треба да шири само љубов. Овој народ никој не смее да го нарекува терорист, не е терористички воопшто да ја сака својата земја. Насилството го осудуваме, ние не сме насилни, но осудуваме и мафтање пиштоли кон обичниот народ. Осудуваме пеење на туги химни во ова собрание. Бараме да не слушнат, мораат да не слушнат. Бараме да не го игнорираат народот. Не може да биде игнориран. Мислеа дека денеска сме 100 души тука. Еве го одговорот, господа. Ова се честити луѓе кои ја сакаат својата татковина. Ова се горди луѓе со исправена кичма. Ова се граѓаните за заедничка Македонија. Има луѓе кои се обидува и ќе се обидуваат да го газат уставот и законите. На тие луѓе им порачуваме. Газењето на уставот и на законите е и газење врз изборната волја на граѓаните, врз суверенитетот на Република Македонија, кој почива само врз граѓаните и врз никој друг. Им порачуваме, апелираме да покажат разум, и да се свесни за одговорноста која ја имаат, да прекинат сите провокации. Сме живееле и ќе живееме заедно во оваа земја. Тоа можеме да го направиме, но само ако се слушаме едни со други и се обидеме да се разбереме. 60 дена не игнорира. Ќе продолжиме да доаѓаме. Немаме проблем. Што е еден час во денот да посветиме на нашата татковина? Што е еден час во денот за Република Македонија? Колку сме помасовни, редовни, достоинствени и мирни тука, ке не чујат. А што бара народот? Токму така, не сакаат да се откажат од тиранската платформа. Па ако им е толку мила, нека излезат со неа на избори, а не да ја шверцуваат после избори, па да видат што граѓаните ќе кажат за неа. Во генот
на македонецот не е да се плаши и да бега, туку да ја сака својата татковина и да се бори за неа на достоинствен и демократски начин. Се уплашија од нашата цврстина и сплотеност. Затоа некој се обидува да провоцира, да не деморализира, да не сатанизира. Не смееме да подлегнеме на таквите етикети и провокации. Не смееме да им дозволиме да победат на оние кои безочно газат преку се, преку устав, закон, деловник, само за да кажат дека тие нешто си избрале. Па ни председател на Кукен совет не се бира на таков начин. И на избор на председател на Кукен совет ќе прашате дали има некој против кандидат. Ќе отворите дебата. Таквите шверцераи нема да им пројдат само ако продолжиме да доаѓаме. Како сите 60 дена. Македонци, лично јас ќе ви се обратам. Сум многу горд што ве гледам денеска, вакви какви што сте. И ќе бидам уште повеќе горд на сите нас, ако ја продолжиме нашата битка, а мора да ја продолжиме. Друг пат немаме, друга држава немаме.